Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на Телевизија 24. Што се случува во јавното здравство? Секојдневно слушаме поплаки од граѓани кои одат во болниците, одат во аптеките, одат кај лекарите. Се жалат на услугите, се жалат на немање на лекови, на медицински материјали. Од друга страна се жалат и лекарите. Тие се жалат на условите под кои работат, па така најчесто ги гледаме на аеродромите со карта за еден правец, најчесто на Германија или некоја друга земја, отколку да работат во нашите јавни здравствени установи. Од друга страна, што прави владата? Тие велат дека ги спроведуваат реформите и програмата на СДСМ и коалицијата за здравството во Македонија. Ова се дел од темите за кои ќе разговараме вечерва со нашите гости. Тоа се представници на независниот клинички синдикат, тоа е доктор Горан Беговиќ, сестра Јулија Јовановска, а тука е и лекарот Ненад Лазаров, кој ќе ги представува и останатите лекари кои работеле и во јавното здравство, но и во приватните здравствени установи. Сакам да кажеме дека во ова емисија Телевизија 24 не го покани министрот за здравство доктор Венко Филипче, потоа тој самиот се јави, разговаравме со него и на овие теми, ќе го видиме и интервјуто со министрот Филипче подоцна во емисијата, каде што тој одговара на дел од прашањата кои му ги постави независниот синдикат неодамна. Нашите гости се тука, значи добро вечер на сите најпрвен во емисијата и ајде да почнеме со доктор Беговиќ, со вашето отворено писмо кое е последно најново случување во овие настани. Во тоа писмо вие имате, можеме да го поделиме, да речеме, на 3 точки. Едната е проблемот со паркингот во клиничкиот центар, другата е со платите на вработените во здравствениот сектор на клиничкиот центар, а третиот е на недостатокот на координација со Министерството. Кажете ми, реагирате за клиничкиот, можеме и сами да видиме дека клиничкиот центар се уште е хаос тамо со сообраќајот, со превозот на пациенти и на граѓани. Вие велите дека катните гаражи се уште не се направени. Кога требаше да бидат? Па, последната доброчер на сите. Последната средба што имавме со министрот за здравство, господин Филипче, беше во јануар месец, на која се договоривме дека он вети дека за 2 до 3 месеци ќе бидат готови тие катни гаражи и дека паркингот на клинички ќе биде влијание на некој приватен партнер, а дека за нас услугите, односно цените на тие картички ќе бидат бесплатни, највеќе до 100 до 200 денари. За жал, еве помина 5 до 6 месеци, ништо од тоа што се ветило, можете сами да видите во клинички центар, дека нема ни некое делче да се гледа дека нешто се работи на тој проблем. Како почнавме? Почнавме негде во есента, октомври-ноември месец, кога најавија дека ќе ги покачат картичките на вработените во клинички центар од 300 денари на 800 денари и дека ќе бидат во владење на градски паркинзи. Ние реагиравме со протест, кој што беше и покриен со медиумите. Тогаш неколку дена излегувавме како знак на протест и на хелиодромот на клинички центар. Реагираше Министерството за здравство, реагираше министерот, кој што тогаш ни вети дека паркингот ќе припадне на јавните здравствени установи, на клинички центар, пошто нели програмата е единствен клинички центар и од тоа ништо. Или крајно дека ќе раководи Министерството за здравство. Ние се согласивме и тогаш беше ветувањето дека паркингот за вработените ќе биде бесплатен. Ние нормално... Колку го плаќате сега паркингот? 800 денари. Се уште 800? Се уште 800 денари, со одлука на градски паркинзи.
За жалот го прекинавме протестот, немавме зашто да ги држиме нашите вработени на протест. Верувавме на зборот, се придржувавме до тоа дека така ќе биде. Почна да се одолговлекува целата таа работа, за на крај да испадне дека ете во јануар месец, кога имавме последни званични преговори, биде тоа дека за 2 до 3 месеци ќе има 2 до 3 катни гаражи со проект од јавно-приватно партнерство, против кој во тој дел ние немаме ништо против. Се сложуваме со тоа да може и така да биде. Во секој случај да тој приватен газда на нас вработените во клинички центар ни даде или бесплатни картички за паркинг, или, како што рече министрот, највеќе 100 до 200 денари да коштаат по еден наш вработен. Добро, министрот вели дека проблемот со, да речеме, со цената на чинење на вашите картички е проблем до градот Скопје, а не е до министерството, бидејќи градот Скопје ги стопанисува паркинзите. За катните гаражи вели дека ќе се прави моментално, таа студија се изработува и дека за неколку месеци, за околу 4 месеци ќе бидат направени. Ќе го видиме тоа подоцна и од интервјуто. Тоа е неговиот одговор од прилика за паркинзите. Сега не знам како, не знам што да речем, ја само кажам на хронологија на сите тие работи и действија и активности што се случија тогаш првично нас ни вети дека паркингот ќе биде во наше владење, не мислам на синдикатот, мислам на нашите работодавачи и со оглед на програмата на владата и на министерството дека тоа ќе биде единствен клинички центар и дека ќе биде под управа и владење на јавната здравствена установа клинички центар. Крајно испадна дека ќе управува Министерството за здравство. За жал, испадна и тоа го прифатиме да има и приватен газда во тој дел, дека ќе направи 2 до 3 гатни гаражи и тие за 2 до 3 месеци ќе бидат готови и дека ние, вработените, ќе плаќаме или ќе биде бесплатна таа паркинг картичка или највеќе 100 до 200 денари. Тоа се негови зборови, значи не бев само јас присутен. Сега се одолговлекува тоа сето тоа 5 до 6 месеци. Сега имаме некои нови сознанија, дека уште е таа физибилити студија, дека не знам од септември ќе биде. Во секој случај ние нашите членови кои секојдневно доаѓаат, револтот значи не е намален. Доколку мисли дека министерот дека тој револт е намален, греши. Ја изгуби довербата кај неговите, како да кажам, колеги, соработници со кои соработуваше до вчера. Господин Филипче е наш член на нашиот синдикат. Ние сме колеги, тачно е така. Работи кај нас, ни беше чест што наш вработен го презема министерството да го води и за жал и се надеваме дека утре ќе се врати во клинички центар на неврохирургија, пошто е тоа извонреден неврохирург. За него секако вратите се отворени во секое време на Универзитетска клиника за неврохирургија. Така да ќе го осети и он тоа. Ќе го видиме и ставот на министрот. Јовановска, ми се чини дека последната емисија ни беше некаде лани, отприлика. Зборувавме тогаш за сите тие актуелни проблеми нели во здравството. Вие на некој начин ги представувате медицинските сестри, бидејќи и самата сте медицинска сестра. Доаѓате од клиничкиот синдикат, од министерството велат дека има едно покачување на плати за медицинските сестри од 5% од нашата последна емисија. Значи, после, кога се качи платите на лекарите се качи 10%, на нас 8%, така тоа беше така една сериозна борба, за да не бидат 5, туку 8%, така да ние сестрите тогаш во јануари, со јануарската плата добивме 8% покачување. Значи плюс 3% добивте од понудено. Искрено, ние тогаш кажавме дека и на крај синдикатот излезе со став дека покачувањето треба да биде исто за сите,
бидејќи на некој начин се прави раздор меѓу персоналот, не знам кому тоа му одговара. Меѓутоа, ете, 8% добивме, толку беше покачувањето. Кажете ми, сакав да ве прашам, од нашата последна емисија од лани, значи 6-7 месеци колку помина отприлика, сега не знам точно кога беше на кој датум, како се смените работите, во каква насока се подобрија ли некои од работите за кои разговаравме тогаш кои беа главни проблеми? Во вашата... Пошто почнавте прво со плата, ќе кажам дека тоа е се уште останува еден горлив проблем. Меѓутоа, платата не е најголем проблем за медицинските сестри. Работните услови, недостатокот на медицински сестри, кој што е огромен. Јас собирав некои податоци од главни медицински сестри, ќе ви ги кажам после, вчера и завчера, и верувате во секој разговор беше потенцирано дека не знаат како ќе го поминат летото со дежурство. Медицински сестри дежурат на трета ноќ во повеќето клиники. Постои огромен недостаток на медицински сестри и тоа што е, да кажам, од минатиот пат јас нешто начнав, меѓутоа сега собрав податоци. Значи во клинички центар последнава година, неполна година, има заминато 40 медицински сестри со отказ во странство, во Германија, некаде во Англија и Словенија. Исто така во приватни... Само на клинички центар не успева да земам податоци од градска болница 8 септември. Сериозно знам дека во Куманово, во Битола, во Тетово постојат по неколку агенции, како и во Скопје, кои што образуваат медицински сестри и таму дипломите се веднаш признаени, условите ги знаеме какви се, меѓутоа се зборувам актуелно за кај нас. Мене ми е жал за како пациент, како граѓанин, што за тие медицински сестри кои што заминуваат се ретко млади сестри. Тоа се волговно медицински сестри со сериозно работно искуство, докажани во својата професија, со одговорни места на клиниките, оделенски медицински сестри, одговорни сестри кои што водат одредени софистицирани дијагностички процедури и кои што тешко може да се надокнадат. Подготвен кадар, спремен за работа. Спремен кадар за работа, кој што треба во тие години да му служи ново општество, на нашето граѓанство, за да имаме бенефит сите. Реков, платата е таква каква што е, се надеваме дека ќе оди погоре, меѓутоа и други горливи проблеми има кои што сестрите ги, да речам, готови сестри, подготвени сестри, ги прифаќа Европска Унија. Медицинските сестри се уште не можат да градат кариера во Македонија. Значи, до сега требаше образованието, Министерството за образование и Министерството за здравство да се договорат да ги сменат протоколите, процедурите во делот на градење на кариери. Се уште медицински сестри се образовани од лекари. Јас не велам дека лекарите треба да се исклучат од тоа, меѓутоа здравствена нега комплектно треба да се води од медицински сестри. Како? Од Министерството за образование вела дека нашите студии и специјалистички студии кои што постојат пред години во сите високи школи се стручни студии, не се академски. Тоа мислам дека треба многу, значи едноставно се користат дупките во законите за да не може да се унапреди во тој дел образованието. Верувајте, кога медицинските сестри кои што се со, да речам, на мои години, кои што тука сакаат да останат, доколку би можеле да градат кариери, да имат магистериум по сестринство, доктори на науки да бидат по сестринство, дека би им било предизвик да го дадат својот придонес на граѓаните во Македонија. Значи тоа би било еден начин, еден обид да се задржат, освен нели подобрување на плата, подобрување на услови, би било еден добар предизвик за нив. Ете, начин како би можела државата да интервенира, да речеме. Но и стручни задруженија на медицински сестри, и јас лично сум разговарала со Министерството за образование, имавме некоја, да речем, јавна дебата во кој што беа вклучени и Светска здравствена организација и Министерство за образование. Ние тоа го посочивме и пред години и пред неколку месеци прашањето беше исто дека е тоа невозможно. Напротив, со малку напор може да се направи, има луѓе кои што сакат овде да градат кариера и овде да бидат корисни за нашето општество. Да. Добро, Лазаров, вие стажиравте, специализиравте во јавното здравство, сега работите во приватна здравствена установа.
Отприлика ги знаете случувањата во условно кажано двата света. Вие сте, можам да кажам, познат можеби во јавноста на социјалните мрежи кои ве следат, бидејќи многу често ги артикулирате своите ставови, многу често зборувате за тоа што ви пречи и што вие мислите дека не е добро, најчесто зборувате за условите. Сега кажете ми, луѓето, пациентите, нели, кога доаѓаат, нормално тие зборуваат за својот аспект, секогаш кога одат на лекар што им пречи, но вие многу често ја артикулирате другата страна. Кажете ми во однос на условите за работа. Најнапред да се заблагодарам за приликата овде да говорам во име на таа една цела млада лекарска популација. Јас сум всушност представник на асоциација на специјализанти и млади лекари. Интересно е прашањето. Видете, наш став како организација од самото основање уште пред 5-6 години кога почнавме официјално да делуваме е дека за да дојдеме до степен и да покренеме нивото на квалитет на ова јавно здравство, тоест за да пациентите бидат задоволни крајно, прво е неопходно медицинскиот персонал да биде задоволен и да речеме како од услови севкупно со тоа ќе се подобри апсолутно и таа услуга која што се дава, бидејќи како што спомна и претходно колегите, апсолутно не дискутираме дека овде постои некој револт кој што е базиран исклучиво на тие некои за европски па и неевропски стандардни ниски примања. Лично, ако мене ме прашувате, сметам дека е неопходно јавно да се говори за проблемите, бидејќи тоа е еден двигател докажан и од она што веќе како пракса го имаме дека само на тој начин работите нешто побрзо, се придвижуваат од она што како динамика политичарите си го поставуваат, бидејќи секогаш политичарите, независно од која политичка опција се, го диктираат темпото и динамика на своите активности и планови по тоа што нив им треба како политичка опција, а не према она што се реални потреби во здравството. Значи темпирани проекти, темпирани пресконференции, и тоа е нешто што кај нас се случува долги години. Јас лично сум повеќе од 15 години у невладин сектор со здравство кој што се бави и можам со голема веројатност на сигурност да ви кажам дека некои отстапување од едни одредени шаблони на политичко однесување и култура е едно исто во изминативе години. Што сакам да кажам со тоа? Имаме многу ветувања кои што колку и да звучат нереално и колку и да сме ние некоја интелектуална авангарда во оваа држава, сепак и нас успеваат да ни излажат. За постфестум, кога ќе дојде ред да тоа нешто се имплементира, да се спроведе, да се реализира, тогаш да почнуваат да излегуваат проблеми кои што по мене требало претходно да бидат лоцирани и за нив да се најде решение. Ние градиме здравство ад хок. Во ход наоѓаме, лоцираме проблеми, во ход и ги решаваме. Процентот на грешка во такви околности, во таков стил на работа е огромен, еве ситуацијата. Од што сте разочарани најмногу, да речеме, во последниот период, конкретно за кои проекти, за кои ветувања, за што мислите најмногу? Видете, не би можел да конкретно прецизирам. Оно од што ние како млада фела сме разочарани е тоа дека во изминативе десетина години постојано има една теза дека сите проблеми со кои што младата лекарска популација се соочува се дел од некој глобален феномен. Тоа е вистина. Меѓутоа, за да ние нешто промениме, мораме да почнеме локално да делуваме. И сега сме влезени во еден здравствен систем кој што е тежок хибрид, јас стално се трудам тој термин да го употребувам, една тешка модификација, меѓутоа основата останува една иста, а сите гледаме дека не функционира. Значи, она што треба да се направи на коренита промена, да поставиме една јасна цел и визија што сакаме да постигнеме во наредните 10-15 години, бидејќи илузија и не академски да ние очекуваме дека е возможна било каква сериозна драстична промена во рокови од година, 2 од 3. Во такви кратки рокови се прават акциони планови. Нас ни се потребни стратешки планови, нас ни треба стратегија, нас ни треба јасна визија, бидејќи само на тој начин е возможно оваа лекарска популација да се задржи овде, бидејќи освен платата нас ни е многу побитна кариерата. Целиот живот се вложува во медицина, ние сме млади луѓе кои што имаат избор. Во некои други времења било поинаку, меѓутоа сега е светот отворен за младите лекари. Имаме безброј понуди, нема колега кој што доколку сака не може да замине, не е тоа пречка. Значи само треба да совладаш одреден јазик за таму каде што планираш и можеш да одиш во далеку подобри услови од секој аспект. И сега, ако ме прашате конкретно за овој изминат период, бидејќи дојде до промена политичка и сето тоа, секогаш споменувам и понатака ќе го кажеме. Ние ја поздравуваме таа една единствена крупна одлука на моменталнава гарнитура, а тоа беше дека конечно се најден начин, тоест волја, да младите лекари на приватна специјализација добијат надомест за својата работа, што претходно традиционално и со години назад не беше случај. Главните барања, меѓу другото, да. Меѓутоа,
Пак ќе кажам, на тука завршија сите работи, конкретни, крупни промени. Меѓутоа, ние не бараме само тоа. Нас ни е потребно повисоко ниво на едукација, соодветен трансфер на знаење и пак ќе кажам, систем кој што ќе функционира и кој што ќе биде стабилен, во кој што јас својата кариера ќе можам да ја планирам. Овде тоа не е случај. Овде ти можеш да планираш, можеш да изработиш се она што е твој дел како млад лекар, како млад професионалец и на крај да се соодиш со политичка бариера. Добро, ајде малку да одиме сега конкретно, доктор Беговиќ, кога зборуваме за можеби за најважните, најкрупни работи, тука секако е платата, примањата. Вие и во вашето писмо зборувате за тоа. Велите дека не сте задоволни од темпото, динамиката на покачувањето на платата на специјалистите. Министерството за здравство од друга страна вели дека тоа покачување не само што оди добро, туку оди и повеќе од побрзо од предвиденото. Тие велат дека веќе има лекари на клиниката кои земаат 100.000 денари нето плата и дека до крајот на мандатот на актуелната влада дека ќе се постигне нивото од 100.000 денари за сите специјалисти. На почеток треба да разјасниме, не е јасно Министерството за здравство, а можем да кажем и владата, дали ние во овој момент имаме 90 или 100.000 денари плата или немаме. Во едни изјави кажуваат дека имаме 90.000 или 100.000 денари плата, односно оделни доктори тоа го постигнуваат. Заедно со дежурство, вкупно со дежурство. Зборуваме за основна плата. Програмата на владата 2017-2020 година е програма за основната плата, не за дежурствата, односно не за додатоци на плата. Во други своји изјави, министерот, па и владата, морам да кажам, и да потенцирам дека велат дека до крајот на 2020 година ќе остварат таа програма во делот на здравството, во делот на платите за докторите специјалисти во терцијерно здравство, да биде 100.000 денари. Она што можам да кажам, тие доктори кои имаат 90 до 100.000 денари плата, се оние доктори кои го пополнуваат недостатокот на доктори, специјалисти од одредени области во поодделни градови на Република Македонија, Северна Македонија. Како што знаете, министерот е должен да обезбеди континуирана здравствена заштита во сите делови на нашата држава. Колку е сегашниот просек на клиничкиот центар на специјалистите? Имате ли таква статистика? Да, апсолутно не имаме точна, не статистика, него точна бројка. Доктор специјалист во терцијерно здравство, основна нето плата, онаа што ја зема, тоа е 44.517 денари. Тоа можам и да ви го кажам, ако може камерата да го прикаже, затоа што ние и Министерството сме одговорни за ова единствени, повикани да кажеме колку е платата на нашите вработени. Ова е нашиот поединечен колективен договор, кој важи за сите универзитетски клиники и универзитетски институти при клинички центар. И тоа може да го видите. И она што е намерно болдирано, ова се сега достапни на нашата веб страна, податоци, затоа ќе ги болдира не само тој доктор специјалист од терцијерно здравство. Он има коефициент 5,018. Пута онаа минимална плата, неговиот коефициент е јасен во основната нето плата е 44.517 денари, кој како сака слободно може да дојде со синдикатот на клинички центар и тоа да го негира, ние фактите се тие. Ние го подпишуваме тоа. Ние ги исплаќаме спрема тоа што сме подпишале, се исплаќаат нашите вработени, нашите доктори специјалисти. Тоа е основната нето плата. Програмата на владата говори за основна плата. Дежурствата, кажавме ние, докторите би му биле благодарни доколку министерот успее да ги укине, да воведе смени. Тоа се тешко заработени пари. Тоа не се од оние 40 сати работна недела и 36 сати
скратено работно време. Тоа да не биде на база на дежурство, туку редовни смени да се има. Да, ама он знае дека нема доктори. Нема и затоа доволно лекари? Нема доволно лекари тоа да го постигне и затоа се воведени дежурства. Дежурствата не се дел од основната плата. Не се од оние 40 часовна работна недела. Така да не би сакале да пред јавноста се манипулира со погрешни податоци. Потоа, тачно, има недостиг на доктори од одредени специјалности во голем дел од градовите на нашата држава. Нормално е да се повикаат докторите од терцијерно здравство, тоа да го повикаат тој од клинички центар. Тие доктори обавуваат двојна работа. Тие може да стигнат до 90 или 100.000 денари плата, но они работат и за оние што тамо ги нема. А нормално треба да ги има. Треба Министерството да ги обезбеди. За жал ги нема и сега не можеме тие да ги ставиме и да компарираме со нив колку е платата и дека некои доктори го постигнуваат тоа. И за тоа се и самите контрадикторни, затоа и самиот министер е контрадикторен во своите изјави, кога еднаш вели дека имаме 190 до 100.000 денари плата, а после кажува во некои своји изјави други дека до крајот на 2020 година ќе имаме 100.000 денари плата. Добро, тој вели дека некои лекари ја постигнуваат таа плата, не вели дека имаат сите. Па еве ги, тие се тие што работат двојно. Работат и за оние што ги нема. Нека обезбеди тамо доктор специјалист, обучен, че нема тој доктор од клинички таа двојна плата. Добро, според ова, ако 44.000 е сегашната просечна плата на клинички центар на специјалист, а сега сме 2019. За 2020 да се исполни ветувањето, отприлика зголемувањето на платите треба да биде 100% од сегашната. Ако ми дозволите сега... Зборувам низ динамика на неколку покачувања, да речем. Ако ми дозволите сега... Прво имаше една изјава после нашето сообштение, што е малце за нас несватлива како синдикат и лично мислам дека тоа не е изјава на синдикатот, мислам дека е тоа изјава од министерот, мислам дека е тоа некоја изјава од службите кои не се запознаени со општите законски одредби. Вели во својата изјава синдикално движење. Нигде не постои синдикално движење. Ние не правиме револуција, не знам на што се однесува. Ние сме синдикат, никакво движење. За да едни такви изјави се даваат, мислам, секоја изјава треба да биде одмерена, не колку да се реагира на нешто што е кажано. Не постои синдикално движење. Можда во некои така посебни околности, посебни ситуации, посебни состојби би можело тој термин да го користиме, како и други движења, али ние сме званичен синдикат на клинички центар кој ги опфаќа сите јавни здравствени установи во нашата држава. Потоа, во таа изјава, он нас ни се обраќа да заедно ние делуваме во оние одредби за пациентите. Секоја чест, секој почитување према пациентите како доктори, како цел здравствен персонал од нашиот синдикат. Синдикатот нема одговорност за пациентите. Не ми е јасно како може званична реакција на Министерството за здравство да биде дека синдикатот е одговорен во делот на пациентите. Синдикатот е одговорен во делот на потребите, проблемите, барањата на своите членови, на своите вработени, затоа е синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри и клинички болници и други јавни здравствени установи во Република Македонија. Така ни е името. Нигде ние немаме обврска и право да се грижиме за пациентите. Во секој момент сме спремни за тоа прашање да го дискутираме, да разговараме и да преговараме. Во секој случај, првенствено зашто сме формирани ко синдикат сме за нашите членови, нашите вработени. Потоа само што ова да го кажам, ќе ве молам. Преговори не се закажуваат преку медии. Преговори се закажуваат официјално со допис или бар со телефонски повик од службата во Министерството за здравство.
да не повикува Министерство за здравство преку медиуми, не е соодветно. Платите на клинички, дека ние 10 години не сме покачиле плати, тоа е апсолутно невистина. Не знам како министерот дозволил таква една изјава да даде Министерството за здравство. Да ве подсетам, 2012 година, ноември месец, декември, на целата администрација, вклучувајќи и сите вработени во здравството, се покачија платите за 4%. 28.2014 година подпишавме анекс, каде ги покачивме платите на докторите специјалисти, субспецијалисти, примариуси и наставно-научен кадар 19,2%. Значи, заедно собрано, претходно, ги покачивме платите на докторите за 23,2%. Не беше лесно, да не се заваруваме. Да не сега некој каже, ете, во тоа време. После лекарскиот штрајк. После штрајк ние ги изборивме со мак. Сега, да не собира некој поени, не сакам од ова да биде политичка работа. Вистината е дека после штрајкот и не беа докторите задоволни со тие, бара 100%, односно бара да се изеднача со судиите. Ако ми дозволите. Јануар месец 2016 се покачија дежурствата на дигестивна хирургија. За жал се случи еден немил инцидент. За жал цело време така ние функционираме. Нешто треба да се случи, па на тој настан да разбира дека има некој синдикат на клинички центар, дека има некои вработени во клинички центар, дека тие вработени имаат некои потреби од плати и Министерството прекинаа докторите да дежураат и тогаш се зборуваше за дежурства, се покачија прво на дигестивна хирургија, да трети месец цела хирургија, вклучувајќи и анестезија, цела зграда на хируршки клиники при клинички центар, тогаш ги покачи дежурствата, не сега, тогаш. Како континуитет следеше понатака ова покачување на дежурствата. Трети месец 2016 година, исто со претходната гарнитура, не ги фала, далеко од тоа. Кажувам, со сила, со напор, со штрајкови, синдикатот се боревме сите заедно, не беше лесно, се покачија платите од 11,5% до 14,5% на докторите по општа медицина, докторите на специјализација, фармацевтите, биохимичарите, психолозите, логопедите, другите здравствени соработници, докторите на науки од немедицински области и се призна званично високата школа на сестрите во колективен договор, односно тој коефициент 2,617 кој им го споруваа директорите. Вие се тоа го зборувате, претходно. Само да појаснам за оваа реченица од Министерството кај што велат повеќе од 10 години платите на здравствените работници не беа покачени, ниту пак се ценеше нивниот труд. Тачно, тоа сакам да ви кажам, еве, која е вистината. Ова се анекси, јас ги имам тука званични, со датуми, со печат. Што сега се случи со новата власт? Нормално, имавме ветувања големи. Јас кажав и претходниот пат кога бевме тука, верував многу. И во синдикатот, еве знае сестра Јуле, значи, да не кажам бев воодушевен, стварно верував 100.000 денари доктори на докторите специјалисти, на сите други двојно зголемување на платите, кажував полека ќе биде сето тоа. Јас не велам дека е тоа лесно. Јас не велам дека ништо не се направило. Јас кога кажувам, јас мислам синдикатот, сега јас сум председател, затоа велам јас. Сигурно има проблеми со буџетот, сигурно има проблеми со финансиите. Она што нас не иритира е што не се прикажува вистината. Објективно, ние ги покачивме платите, докторите за 15% од специјалисти нагоре, сестрите кај нас на клинички центар 13%, за овој период од кога е новата власт, и сега тука можем да кажем и другиот здравствен персонал, и нашата администрација за 5%. Пазете сега, да не ги заборавиме администрацијата, морам да ја спомена во овој момент. Имаме една невкусна игра со администрацијата наша. Значи имаме програма на владата, која
вели реформи во јавната администрација. Имаме еден план на нашиот министр кој нас ни вети дека ќе проба политички да ја нашата администрација отрне, издвои од останатата администрација. Нашата администрација е обучена за нашите административни проблеми. Нашата администрација е обучена за мој термин. Нашата администрација е обучена за DRG. Нашата администрација пирма колективни плата према нашиот колективен договор. Сето тоа со одушевување го прифативме. Она што беше наша задача да ние изготвиме една законска рамка каде ние во делот на тие законски одредби, регулативи, ќе го изработиме тоа да законски се оттрнеме од останатиот дел од администрација, а дека нашиот министер ќе се избори политички, која е најбитна борба, да ја оттрне нашата администрација од останатата администрација од информатичко општество. Добро, доктор Беговиќ, ќе продолжиме со ова. Значи, јас, како што кажав на почетокот, ние имавме, се јави министерот денеска сам во телевизија 24, имаме едно интервју со него, ќе го видиме тоа интервју, сега одиме кратка една пауза, правиме за рекламите и потоа ќе го видиме и ставот на министерот. Филипче.